Билборди, митинзи, програми, штабови. Во квизна асоцијација одговорот би бил политичка партија. Политичките партии издружуваат луѓе со слични политички идеи и се надпреваруваат на избори за да ја освојат државната и локалната власт. Како дел од власта може да спроведат политики и да ги уредат државата и општините според нивните идеи. Во демократското општество неопходно е партиите да бидат активни, а за секоја активност им се потребни пари. Има 3 модели според кои партиите во различни држави добиваат пари. Во некои ги финансира само државата, во други се потпираат само на приватни извори како членарина и донации, а во трети е комбинирано. Кој е најдобриот начин? Сите и никој. Секој има добри и лоши страни. Кога државата им ги покрива сите трошоци, партиите не се зависни од приватни донатори кои често може да имаат личен интерес да сакаат да влијаат на политичките одлуки. Сумата која им се доделува од државата ја договараат представниците на партиите во парламентот, па постои ризик таа да е нерационално повисока од реалните и рационалните потреби. Во некои држави им се даваат пари на сите кои одат на избори, во други само на тие што освоиле 2, 3 или повеќе проценти гласови. Во првиот случај се ризикува да се финансираат и несериозни партии што ветуваат вселенска програма за транспорт меѓу Драчево и Говорлево. Но ако само големите партии добиваат од државниот буџет, тогаш се дискриминираат новите помалите партии и независните кандидати. Ако парите доаѓаат од приватни донации, тогаш се заштедуваат државните, но донаторот би можел да влијае врз партијата за свој личен интерес, да се намали некој данок, да се укине некој еколошки стандард или нешто трето што би било добро за неговиот бизнис, но не и за граѓаните и државата. Кога има комбинација, се испреплетуваат и добрите и слабите страни на двата модела. Тогаш какво финансирање треба? Финансирање кој ќе ги направи партиите поодговорни кон граѓаните, ќе обезбеди поголема еднаквост помеѓу кандидатите и ќе ги насочи да се однесуваат подемократски. А деталите, секоја држава треба да ги утврди внимателно, ставајќи ги на прво место потребите на граѓаните.